И еве по кулинарското шоу Маја готви, краткиот фотошоп ќе кажам, телешоп, се враќаме назад во живо. Бидејќи ова е програма во живо, сакаме да ги следиме настаните од минута во минута, освен нашите редовни информативни програми, сакаме да реагираме и делуваме на се тоа што се случува во моментот во Скопје или надвор од Скопје. Така, од пред некој половина час добивме фотографии за пожар во Скопје. Не знаевме дали е пожар или не, остваривме контакт, низ фотографии ќе видите што се случува, а некаде после 16 часот добивме информација дека пожарната интервенирала на запален напуштен отпад на улица Благоја Стевковски во близина на црквата во Маџари. Интервенирале 4 возила и 15 пожарникари. Ова се фотографии направени од нашата екипа која случајно се нашла во близина. Се надеваме дека по ова интервенција од 4 возила и 15 пожарникари овој пожар е саниран. Се враќаме назад во студиото на 1 ТВ. На почетокот бев со колешката Јана, а сега ми е чест да се дружам малку со колегата Христијан Баневски. Бане, имаме интересен разговор во студиово, кој што има свој вовед во вид на прилог. Така, тоа она што всушност ги освои симпатиите на корисниците на социјалните мрежи, односно иницијативата на гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје за забрана на телефоните за време на наставата, меѓутоа на многу креативен начин на кој што за изненадување учениците не се спротивставуваат. А зашто точно станува збор да погледнеме од следниот прилог, па се враќаме назад во студиото. Звукот на училишното звонче, освен што означува почеток или крај на школскиот час, за гимназијалците од Јосип Броз Тито е и знак дека е време да се збогуваат со своите смартфони. Во новата учебна година гимназијата воведе забрана за употреба на мобилните телефони за време на наставата, но на креативен начин на кој учениците не се спротивставуваат. Во секоја училница се поставени платнени торби над зидовите со доволно џепчиња за мобилната технологија на цел еден клас. Наставниците, како пример за гимназијалците, први се ослободуваат од телефоните. По завршување на часовите настанува метежот од ученици кои трчаат кон платнените торби во потрага по своите смартфони, кои пак во текот на часовите наизменично трепкаат од пораките и известувањата кои пристигнуваат. Сепак изненадува нивниот позитивен став кон оваа мерка, имајќи предвид дека речиси целиот социјален живот на тинеџерите се состои од апликациите на смартфоните. И покрај тоа тие сметаат дека се посконцентрирани на наставата без телефоните. Не, па искрено мислам дека е многу подобро ова што не ги земаат телефоните, дека јас како наставник би ги земала телефоните за да бидат концентрирани на моја час. Озбилно јас мислам тоа е супер. Можеби не треба да ни ги земаат од другата страна ученицата, ама учениците треба да ги исклучуваат телефоните. Треба да научат да не ги злоупотребуваат. Да, да не ги злоупотребуваат. Например, сега професорот кажува нешто и на некој му звони, тоа не е добро. Треба да го исклучат телефонот за време на часот. Бидејќи најчесто ние ги злоупотребуваме, например јас како ученик до сега никогаш сум седела на телефон, ама како да ни ги земаат не можам да седам и повеќе се сконцентрирувам во учењето. Ваквата иницијатива во гимназијата се појавила пред неколку години, но дури годинава била спроведена со активно учество на наставниот кадар и родителите, иако директорката признава дека на почетокот постоел страф од бурни реакции. Минатата година ние цел колектив бевме во Белград на еден семинар и истото тоа го забележавме во едно средно училиште во Белград. Во една училница беше само поставено и таму искуството беше позитивно. Сега, кај нас проблемот со мобилните телефони не беше толку изразен, меѓутоа единичен случај веќе станува, нели случај, да не дојде до несакана ситуација да повикуваме родители да одземаме мобилни телефони, па да пишуваме нели педагошки мерки. Рековме преку иницијатива на родителите и на наставничкиот кадар, еве, и ние да го почнеме да го практикуваме тоа. До сега бунт немаме. Имајќи ги предвид бескрајните можности на современата технологија и незината примена во наставата, учениците сепак додаваат дека целосната забрана може да биде и контрапродуктивна. Понекогаш им недостасува калкулаторот за пресметки или пак интернет пребарувачите на кои може да најдат повеќе информации за темата која ја изучуваат. Прво јас како наставник би ги земала телефоните за да бидат концентрирани на моја час, да пазат што јас предам, но од друга страна
и многу лоша нивната, да кажеме тоа што се толку ригорозни, например, телефони. Поради ова паралелно се прават напори за соодветно имплементирање на смартфоните и друга технологија во служба на наставниот план и програма, иако директорката вели дека веќе имаат предвидено користење на современите уреди во предавањата. Настава каде што имаме масовна потреба на ИКТ, нели, во наставата и како дел од тој, нели, час дозволено на учениците, значи да ги користат своите мобилни телефони, меѓутоа само во делот на тој час. Само во делот на настава. Значи каде што е примена, практична примена на ИКТ. Директорката Кржовска се надева дека ова иницијатива по примерот на Франција, која целосно ги забрани телефоните, ќе ја следат и останатите училишта. Ваквиот закон во Франција отвори дискусија и во други европски земји со цел мобилните телефони да не го монополизираат нашиот живот. Веќе сме во живо. А тебе ти звони телефонот? Ќе ми искара некоја професорка? Може да го оставите телефонот што треба на соодветното место? Еве, јас бев број 9 во дневник, ќе си го оставам во соодветното џепче, се надевам нема ми звони. И ние колективно си ги оставивме, меѓутоа вашите ученици изгледа не го направија истото. И учениците нека си ги остават телефоните кај што треба. Јас не го оставам. Ама ќе биде повикан родител? Не си е телефонот. Ај цел час да слушам. Да ги представиме гостите, да, ги представиме, ова беше како мал вовец, тоа што став на Игор е став вистински. Да, кој што ќе го елаборира во текот на овој разговор. Учениците кои што одбива да го остави својот телефон. Значи, ова е иницијатива на колективот на гимназијата Јосип Броз Тито и за мене е за поздрав. Гледам дека и на дел од учениците име за поздрав. Претпоставам и дека кај родителите е за поздрав. А ние за поздрав да ве представиме. Значи, со нас е професорките Светлана Гачевиќ и професорката Ксенија Хаџитасева Аврамчева. Добар ден за вас. Добар ден. И тоа што е средношколските представници Игор и Ана со спротиставени ставови по прашање на постоењето на торбичкава во училниците, така. Ванески повели. Да, она што за мене прво беше интересно денеска како сознание од директорката е всушност дека училиштето нема потрошено ниту денар за овие торби и дека се всушност страшно изработени од самите родители на учениците, па еве ова бидејќи ваша заедничка идеја, имплементацијата како се одвива? Добивте навистина позитивни реакции по социјалните мрежи? Така, значи ова беше идеја на наставниците и на родителите. Поради тоа што многу често се случуваше мобилните телефони да пречат по одвивањето на наставата. И по еден семинар, како што рече директорката во Белград, каде што ја забележавме истата оваа идеја, и кај нас беше применета, материјали ништо ние не вложивме во самото ова, како што рековте, родител ги изработи сите овие средства и сме благодарни навистина за оваа помош која што ни беше пружена. Директорката вели нема бунт во училиштето, меѓутоа вие како наставници почесто се среќавате со учениците, па можеби има некои несогласувања, како што е Игор овдека не се согласува со ваквата акција. Игор е 4-та година матурант, значи до сега си ги носеа и побунтовни. Прва и втора година мислам дека нема да има проблем и ќе функционира веќе. Од самиот старт ги се ние имплементира. Имавме родителски средби и со советот на родители се продискутира, покажуваат задоволство родителите за тоа. Мислам дека ќе има. Сега тоа е еден адаптационен период, меѓутоа мислам дека ќе најде на добар оцив и ќе биде добро. Ајде прво да слушнеме како од ученик, има ли разлика во однос на тоа како сега се одвива часот? Вака. Може да се. Ова не постои веќе на часовите. Да, ова не се случува веќе, да. Иако трепкаат телефоните, можевме да забележиме од пораките иако се нели на silent. Меѓутоа да, она што изненадува е поддршката од учениците кои што нели очекуваано е да се бунтуваат против една ваква одлука. Па еве јас бидејќи сум математички смер и постојано решаваме задачи, треба внимание на часот. Кога ни се телефоните во џепчиња на место, можеме повеќе да обрнеме внимание на часот и на тоа што го предава професорот, наместо да гледаме во телефоните. Секој сега има навика за телефонот. А ви треба ли некогаш како калкулатор, како интернет пребарувач за дополнителни информации? Дали може би таа потреба треба некако да се согласи? Па можда треба, ама сепак еве за математика да кажам можда подобро. А колку за време на наставата кога знаеш дека телефонот не е до тебе, паметот ти е таму?
Кој што ставил на Инстаграм, кој каква порака ти пратил? Па јас лично не сум многу зависна од телефон. Тебе ти е полесно. Но сигурно сум дека има што се зависни, што го мислат постојано, ама сепак школа е школа. Да, но дали тоа што Игор е против ова, значи дека е зависен од телефонот или пак не? Не сум зависен, ама треба да се смислуваат сега нови работи, како да препишеш, како да говориш кафе после школа. Ова се грижите во 4-та година, предпоставувам. Да, но убаво е и од друга страна кога се разгледува, значи академската чесност овде ќе дојде на високо ниво. Мислам дека со тоа што ќе бидат телефоните нема да има предизвика и ученикот за да искористи. Нели вака јавно кажа која е основната потреба да го има телефонот при себе за време на часот. Дали во овие денови навистина одбиваш да го оставиш телефонот во овие џепчиња? Па да. Се противам, зашто прво е мој телефонот. Моите го купиле, нека викнат родител, мислам дека ќе ме подржи родителите. А сега родителите знаат дека се противиш, го гледаат ова сега или? Па го гледаат, да, знаат. И те поддржуваат во тоа да не го даваш? Се надевам дека ќе ме подржат родители ми се. Дали тоа значи дека за време на часот го имаш телефонот во рака? Да, го имам. Освен ако не ме казне некој професор. Со тоа ми се закана дека ќе ме запише и такви, ќе ми избрка од час. Кои се мерките кои воопшто ги превземате? Ајде, ако ова е новина во училиштето, досега, што беше пракса? Значи, како што рече колешката, досега кога се случувало на учениците на часот да им задзвони телефон, имало ситуации кога ќе кажат титно е нешто, очекувам повик од некој и сме им дозволувале, да, имаме разбирање дека треба да се јават во моментот. Меѓутоа, ако забележиме дека некој постојано си гледа во телефонот, игра или на некоја социјална мрежа, за да се занимава со нешто друго освен на што треба да го следи на часот, тогаш се случувало ученикот да биде упатен на разговор кај педагогот или да биде повикан родител за да се поразговара за таа ситуација. И било тоа решение? Па најчесто да не се повторува? Многу често и не било решение. Мислам, родителите покажуваат разбирање за тоа дека не треба учениците да ги имаат телефоните на час, меѓутоа самите ученици баш и многу не се загрижени од таквите мерки. Професор Аврамчева, како реагирате на учениците од типот на Стефан? На Игор. Па, би се обидела прво да одвојам време, нормално, нели, часот треба да трае, да го земам телефонот, ако не сака, ќе го оставам, после часот ќе поразговараме и ќе најдеме некое решение, јас мислам. Но зборуваме пред се за злоупотреби на телефоните, меѓутоа еден вид злоупотреби за време на час ги посетуваат социјалните мрежи и слично, нешто што не е во корист на наставата. Но дали може би се размислувало на еден вид имплементирање на технологијата во наставата и еден поинтерактивен пристап кон користењето на телефоните на самиот час? Имаме таква можност. На самиот час, кога е предвидено употреба на информатичка технологија во наставата, бидејќи ние имаме, нели, според програмата задолжени сме да имаме 30% од часовите со употреба на информатичка технологија, тогаш учениците можат да ги користат телефоните, особено ако треба да пребараат нешто, што е, нели, во склоп на наставата, по соодветен предмет. На почеток на часот ќе се потенцира, значи дека може да ги задржат телефоните и да работим. Така, најчесто сите имаат интернет денес. Ваквите часови предпоставам се омилени за Игор и оние ученици кои што размислуваат како него, така. Значи да пребаруваат тоа што треба или да си пишуваат пораки. Дали на ова предходеше еден вид на проверка, нели, со консултација со психолози, со социолози, какво влијание ќе има, што ќе бидат ефектите? Кои се очекуваните ефекти од ова? Дали може би се поголем број на ученици кои се бунтуваат или може би се поголем број на ученици како Ана кои што ја сваќаат нужност од откачувањето од социјалните мрежи за време на часови? Па како што видовте и од прилогот, поголем дел од учениците сега за сега се согласуваат со ова идеја. Ама не сме во прилогот, затоа што соговорници ни беа бруцоши. Така. Кои што нели тие се ученици кои што се уште нели не се спротивставуваат на правилата кои што владеат во училиштето. Сега на матурантите ова им доаѓа како некоја новина, како нешто што досега не се спроведувало. Меѓутоа еве сега имаме можеби некоја малку поинаква атмосфера во училиштето. Тежнееме кон некакви промени, повеќе да се сконцентрирани на наставата.
И веројатно со текот на времето и учениците како Игор ќе ги прифатат овие промени. Кога ќе согледаат дека е добро. Извини, Светле. Значи до прва ги согледувате резултатите. Мора, значи нешто кога е ново, нели мора да се искенира, па после 70% може да се совлада новиот материјал доколку е сконцентриран ученикот на час. Сега кога постои некој интерен закон, значи тоа ќе биде по статут, не мора да биде тоа не на ниво на држава. Мислам дека ќе има ефект, ќе има и подобри резултати на матурски испити, ќе има подобри резултати во успехот. Очекуваме да биде подобро. Дали може би вашата тенденција е по примерот на Франција да тоа премине дури во законско решение, бидејќи изговорот на Франција е телефоните да не ги монополизираат нашите животи? Треба да оди прво со родителски одбори, па предлог, па да. Е добро да биде така и да се опфати во комуникација со останатите ваши колешки од другите средни училишта. Дали може би се размислува веќе на оваа акција да премине и во некои од другите гимназии или средни училишта? Па бидејќи имаше добар одзив на социјалните мрежи, сега за сега е само кај нас, слушнам дека и во некои основни училишта веќе почнале да го воведуваат ова како пракса. Ако се прифати и во другите гимназии, можно и да отиде на повисоко ниво. Секоја гимназија и секој училиште да го направи само за себе е добар. Добро, само вашите врсници од другите училишта реагираат на ова. Сте контактирале ли со нив? Од другите школи не, од другите училишта, ама се надевам дека и они ќе се противат. Ама дали ќе нема доволно храбро да го кажат тоа пред професорите, пред педагог, директори, така натаму. Или пак може би ќе имаат поголем ефект, може би повеќе ќе бидат против, не се знае, така? Не, бидејќи се двајцата присутни, немаат ист став по ова прашање, јас сакам да го прашам Игор како ја разбира Ана и Ана како го разбира Стефан. Игор. Леле, Стефан, Игор. Јас лично ќе пробам да го разберам, можда не е навикнат на тој начин сега да на час да внимава на наставата. Но тоа можда е поттик за враќање на ние стари методи на препишување или не знам. Со ливчиња како и да. Може би го прецепирах кој една репресивна мерка против која се бунтува намерно, а не дека толку може би доколку јас можам да дадам едно свое лично видување, нели? Секако. Игор, јас не ја поддржам Ана воопшто, не пробам ни да ја сватам. Не знам, телефонот барем ти е потребно ако ти доседи на час да пролисташ нешто да разгледаш. Ако ти е досадно за време на час. Да. А дали е често пати досадно за време на часот е прашањето? Па зависи. Да, се случува. Дали може би треба некоја динамика за поинтерактивна настава и евентуално нели поголема вклученост на учениците наместо отсутност и слушање пасивно? Па се случува понекогаш да има да биде досадно, ама тоа може да се смени, да се введе например поинтересен начин на предавање, не знам. А колку процентот на ученици во класовите каде што заедно учите или заедно? Колкав е процентот на тие што не го оставаат телефонот, значи такви како Игор? Многу мал. Многу мал. Тоа може и на ниво на клас, со класното председателство да се разговара, или представник кој е во класот и да се завземе став. Игор? Не го менува својот став очигледно. Јас мислам дека треба да се поише како мене. Барем јас така размислам. Дека тоа е твое и нема зошто да биде во баш така. Во овој џеп. А наставата не е толку досадна или неинтересна, убаво предаваат професорите, ама сепак треба и да те интересира таа тема, тој предмет. А не сите предмети ве интересираат? Добро, голем дел да. Добро. Јас се надевам дека немате непријатни ситуации со учениците да одбиваат да ги остават своите телефони. И тие што се како Игор се надевам дека ќе имате, тоа е четврта, но ќе имате доволно време да му ги смените навиките или може би ставот, еве, тој вели викнете родител, ако треба ќе се разберете со нив. А Баневски уште нешто ако имаш да прашаш, при крај сме. Јас не би имал што да прашам, освен исто така да ви посакам нели една успешна имплементација на оваа иницијатива, па освен во Јосип Броз да се прошири во другите гимназии, па евентуално и во другите училишта, бидејќи сметам дека нели треба малце да здивнеме од современата технологија која што и како може да биде корисна, меѓутоа знаеме често пати да ја злоупотребиме. Јас се надам дека другите гимназии Звончето се уште го нема да задзвони. Тоа значи дека не смееме се уште да
придеме до телефоните? Доколку ви дозволи професорот може. Да, јас само се надевам дека другите гимназии ќе би побараат контакт од родителот кој што умешно го сошил ова и го смислил, нели како бројачна идерката за да може да имаат и другите училишта вакви турбички. А може би учениците да се вклучат својата креативна страна да ја покажат. Може да биде и во повесели бои. Не се. Ние имаме многу колеги зад камерите кои ве послушаа вас како професорки и ги оставија своите телефони овде. Ако дадете дозвола, тие ако заврши часов да... Така, доколку завршуваме со прилогот, може да си ги подигнат телефоните. Така, ви благодариме за вашето учество и ви ја поздравуваме ова иницијатива. Колеги, повелете за да се одјавиме полека во овие минути на Студио 1. Малку сте спори, мора да побрзате. Ова е емисија во живо. Ристе се дотера. Не им се брза кон учениците по телефон. Така е. Ние почитувани... Всушност има пропуштено. Ама јас на сајлент гостав. Има сигурно Добро, ви благодариме. Ова беа нашите гости, гимназијата Јосип Брз Тито, иницијативата, мобилните телефони за време на час на своето соодветно место. Одиме со реклами и се враќаме назад со следниот разговор. Останете со нас. Во информативната редакција на 1 ТВ, наша задача е навреме да стигнеме до вас. Прецизно, проверено, динамично. Ова се информативците на 1 ТВ. Работат турбо и професионално, вистинските вести да стасат до вас. Вашиот дневен информатор. 1tv.mk. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Си спомнуваш ли дека неодамна имаше поплави? ЕУ помогна кога водата можеше да однесе животи. Но ние сме тука и кога водата носи живот. И кога исчистена и ја враќаме на природата. Замисли, уште колку многу можеме да постигнеме заедно. ЕУ за тебе.
Сакам нашите деца да живеат во модерна, развиена земја. Земја со повеќе можности, да имаат пристап до стипендии и квалитетно високо образование. Да може да се школуваат, да се специализираат по светов, да патуваат и да заработуваат како нивните врсници од Европа. Доволно долго тапкавме во место. Доста беше омраза и национализам. Мора да се отвориме према светот и да тргнеме напред. За доброто на овие млади кои ја носат иднината на оваа земја. Излезете и гласите за иднината на вашите деца. Македонија е земја со прекрасни млади луѓе кои заслужуваат европска иднина. Излези за Европска Македонија. Членство во ЕУ за бесплатни здравствени услуги низ цела Европа. Излези за Европска Македонија. Европски фондови за патишта, железници, мостови и инфраструктура. Излези за Европска Македонија. По влегувањето во ЕУ може да очекуваме реален раст на економијата, повисок стандард, многу повеќе странски инвестиции, но и голема поддршка од Европа за капитални и инфраструктурни проекти. Тука мислам на сериозни инвестиции во подобри патишта, улици, болници, пречистителни станици и еколошки проекти кои директно ќе влијаат на квалитетот на животот на граѓаните. Често патувам низ Македонија и голем дел од луѓето имаат слични потреби на локално ниво. Сите сакаме да имаме квалитетни европски патишта, развиена инфраструктура, здрава вода за пиење, еколошки извори на енергија и чист воздух. За тоа вреди да се бориме и за тоа вреди да се потрудиме и да влеземе во ЕУ. Никој не вика дека патот е лесен, но кога на крајот ќе добиеш многу поквалитетен живот, тогаш навистина нема цена. Ние заслужуваме да живееме во модерна држава и да имаме европска иднина. На 30 септември да излеземе сите и да ја искористиме оваа историска шанса, да гласаме за поквалитетен живот во Европска Македонија. Излези за Европска Македонија. ЕУ ја помага Македонија со 260.000 евра дневно. Излези за Европска Македонија. За мене патриотизам е да си ја сакаш државата, да сакаш да напредува, да сакаш да се развива, да ја гледаш во Европа. Затоа на референдумот ќе излезам и ќе гласам за Европска Македонија. Излези за Европска Македонија. Македонскиот јазик ќе биде официјален во семејство од 500 милиони жители. Излези за Европска Македонија. Членство во ЕУ за бесплатни студии за македонските студенти во Европа. Излези за Европска Македонија. Ние сме мала земја, мора да најдеме силни партнери, да се отвориме спрема светот, да тргуваме слободно, да ги нудиме нашите услуги и да се надпреваруваме на развиен и поголем пазар ако сакаме да одиме напред. Европа е отворена за квалитет, за талентирани млади луѓе, кои како жители на Македонија во Европската Унија ќе добијат рамноправно учество на пазарот на трудот, ќе може слободно да работат, рамо до рамо со нивните врсници од Германија, Шпанија, Италија, но ќе може и да се специализираат во многу области, бесплатно и во најдобрите универзитети во Европа. Искуствата на другите земји кажуваат дека со влегување во НАТО и Европската Унија, ние ќе добиеме значително повеќе директни инвестиции, илјадници нови работни места, но и можност за работа и усовршување во странство на нашата работна сила. Ние мора да искористиме оваа историска шанса да излеземе на референдум и да поддржиме европската иднина на својата земја. Излези за Европска Македонија.
Се враќаме назад во студиото со нашите следни гости. Во генералната најава кажав дека во текот на вчерашниот ден Еден ТВ во своите информативни изданија објави прилог и една иницијатива, а освен како прилог и вчера во своето издание колешката Јана Сифовска во една минута на Еден ТВ ги повика гледачите да зборуваат на тема храна, каква храна конзумираме, поточно што е со храната која што е пред изминатиот рок, а се продава во маркетите и колку е таа на вистина пред изминување на својот рок и така натаму. Колегата Баневски исто како и колешката Кристина Атовска учествуваше во создавањето, да речеме, на сторијата и обиколката на тоа што има низ маркетите, затоа е повторно со мене да ги представиме денешните гости кои што се продолжение на оваа тема која што ја започнавме вчера. Така, од мојата лева страна е господјата Маријана Лончар од Организацијата на потрошувачи. Доне господинот Блажи Јосифовски од иницијативата за чиста животна средина Ајде Македонио, кој што всушност има пред извесен период една интересна иницијатива преку која бараат таа храна која што е со речиси поминат рок, односно при крај со рокот од маркетите да биде донирана за да можат да ги понатаму да ја обработат за граѓаните кои што немаат соодветен оброк во денот. Ќе разговараме околу тоа, меѓутоа првично би сакал да ја прашам господјата Лончар во однос на оние информации. Или да одиме прво со тоа што го имаме како сторија во прилог, за да ги запознаеме и нашите гости за тоа како всушност се врши продажбата и како се пакуваат производите кои што се на акција, со цел да се сокрие датумот за да не може да биде видлив на прв поглед. Тоа го илустрира прилогот и анкетата од граѓаните кои што ги раскажуваат своите. И она што мене ми беше најинтересно, бидејќи бевте на терен за да се увериме во тоа какви производи се продаваат, мојата колешка Кристина која што е автор на прилогот се врати во телевизијата со еден многу интересен коментар на тоа што го видела на терен и ми рече вака: зошто би купила 2 тегли мајонез одеднаш, а рокот им стекува утре? Тоа е прашањето. Што би правил некој со 2 тегли мајонез одеднаш, а рокот им стекува утре? Кристина Атовска со својот прилог во следните 2 минути. По вчерашното истражување кое го објави Еден ТВ беше поттикнато од наш гледач. Во нашата редакција се јавија потрошувачи кои отворија повеќе прашања за производите кои се продаваат во супермаркетите. Доцна попладнево, на нашата електронска пошта пристигнаа фотографии од производи со поминат рок, за кои гледачот тврди дека ги фотографирал денеска во еден од поголемите скопски маркети. Освен рокот, потрошувачите имаат низа поплаки за производите кои се продаваат во маркетите. Вчера пред камерата на Еден ТВ, дел од потрошувачите се пожалија дека не се јасно одвоени производите кои се со истечен или предистекот на рокот, а дополнително пристигнаа повици од повозрасната популација, кои велат дека проблем им представуваат ситните бројки на кои што е напишан рокот на употреба. Има во Дирекцијата за храна и ветеринарство правилник во кој се кажува дека големината на буквите треба да биде минимум 0,8 до 1,2 мм, за да може да ги прочита и повозрасен човек. Во членот 14 од Законот за заштита на потрошувачите е наведено дека причината за намалените цени како и рокот на употреба на производот треба да бидат јасно истакнати. Трговецот мора физички да ги одвои производите кои се на распродажба поради изминување на рокот на употреба на посебен простор со јасно и на видно место истакнато известување за причината за намалување на цените и крајниот рок на употреба на производот. Потрошувачите кои се обратија до нашата редакција отворија повеќе прашања за квалитетот, производството и увозот на дел од производите кои можат да се најдат во маркетите. Во маркетите, скоро во сите, пишува произведено за маркет Тинекс, К-маркет, не знам, Веро, Меро и така натаму, а кој ја произведува робата нема. А тоа е многу важен податок, поготово за роба од животинско потекло. Голем дел од потрошувачите кои имаат поплаки не се охрабруваат да ги пријават во надлежните институции. До нашата редакција пристигнаа и неколку критики на сметка на Организацијата за заштита на правата на потрошувачите, но и на сметка на инспекцијските служби, кои според граѓаните не се доволно ефикасни во својата работа. Ете, назад сме во студиото.
Баневски, фотографии веќе денес со производи со изминат рок. Пристигнаа, да, по нашата редакција кој што можевме да слушнеме, меѓутоа тоа е очигледно кога ќе се прошетаме по маркетите, особено со ваквите производи. И она што граѓаните вчера го кажаа во анкетата на 1TV е дека всушност не реагираат бидејќи немаат доверба или едноставно сметаат дека таа борба за своите права како потрошувачи е безпредметна. Вие како од организацијата за заштита на потрошувачите, колку пријави имате добиено до сега? Добивате ли често вакви пријави, се обраќаат ли граѓаните кај вас? Видете, ние како организација добиваме некои до 2000 пријави, разговараме со потрошувачите, ги советуваме во текот на годината. Меѓутоа, не секогаш се тоа пријави кои што упатуваат на овие производи од храна, затоа што имаме и агенција за храна, која што има инспекција за храна и каде што има бесплатен телефонски број каде што тие може да се јават. И сега колку тоа го знаат, ние не знаеме, меѓутоа факт е дека треба да се едуцираат потрошувачите и самите да повеќе подобро ги читаат етикетите. Една работа е што етикетите се со несоодветни, односно имаат одредени недостатоци, како што кажавте, и тоа поголеми, што е казниво со закон, значи не можете да продавате производ со поминат рок. Не е дозволено, согласно нашиот закон. Овие производи не се со поминат, туку се на неколку денови пред поминување на рокот и обично граѓаните некако им се подметнати, да не речам, на некој начин. Што всушност не го прави цело ово дело незаконско или пак за да агенцијата може да реагира, меѓутоа станува збор за еден маркетиншки трик кој што е неетички, би се согласили. Па видете, тие треба точно како што се каже на телевизијата, тие треба да се одвоени од другите производи, на некој начин да се знае дека тие се со поминат рок, или ако се групираат 2-3 производа заедно, а некој од нив е со поминат рок, точно да се наведе дека е, значи да се издвојат од другите производи. Најчесто тоа не се прави, знаете дека и млечните производи не беа издвоени доскоро од оние кои не се млечни и нема закон за тоа, па ние реагиравме да се направи од страна на маркетите напор да се издвојат. Сега знаеме дека одредени павлаки за кои што сме мислеле дека се од млеко, не се од млеко, значи не е производ од млеко, туку е од растително потекло е состојката. И ова што го кажувате не е сега еден пример, ние имаме многу примери на несоодветност и храната секојдневно ја конзумираме, за разлика од мобилен телефон, нели го купуваме на 2 години, најчесто на може и на 3 на повеќе, зависи за кој. Што значи ова дека доколку некој се обрати до вашата организација, конкретно еве за ваков случај, вие го упатувате на агенцијата за храна? Да, затоа што знаете што ние не можеме тоа да го решиме. Не имаме управна моќ, ние не сме орган управа, ние мораме да реагираме. Во функција на тоа да го заштитите потрошувачот. Да, и ние веднаш телефонски се обраќаме дека таму и таму потрошувачот не дојавува. А знаете ли дека се јавивме ние во агенцијата за храна и рекоа дека всушност тие контролираат храната и квалитетот на храната која што пристигнува и дали се исправна, меѓутоа дека нивната надлежност не навлегува во тоа дали се продава по пониска цена кога е пред истекот на рокот или не. И навистина тоа не е нивна надлежност, тие се надлежни да ја контролираат храната која што доаѓа на полиците, дали е со одреден квалитет, дали ги задоволува квалитетите и слично. Па добро, ние одворивме тука повеќе прашања, значи едното е се ова што го поставивте вие со одвојувањето, тоа не е регулирано. Тоа е етички аспект, дали ќе го одвоиш или нема да го одвоиш, а ако е на распродажба, нели во закон за потрошувачи пишува дека треба да е одвоено. Меѓутоа децидно казнени одредби за неодвојување на храната, конкретно на прехранбените производи на друго место ставање, нема на таков начин казнување и на крај крајва јас не сум за тој како заштитник на потрошувачи дека за се треба да казнуваме, нели? Нешто треба да биде оставено и на нас самите, и на самите институции, и на самите трговци, дека тие треба доброволно нешто да направат за потрошувачот. Гледам дека го прават тоа, значи на некои места се трга, особено кај ако не сме во храната, се тргаат нели производи кои што се текстилни и се продаваат по пониска цена заради одредени оштетувања. Меѓутоа кај храната се уште имаме доста да работиме тука, иако можам да кажам дека агенцијата е многу активна, многу работи, но во домен на едукација, информирање, советување на потрошувачи, имаат бесплатен телефонски број. Не знам да не биле надлежни, меѓутоа да сте ги повикале, ако имало храна со поминат рок било каде, тие ќе влезе и ќе проверат и ќе детектираат. Са јас не сум таа која ги проценувам нивните баш сите способности и капацитети, меѓутоа на нашите поплаки жалби тие мора да одговорат и тоа имаат нели обврска да одговорат. А што е со тој што ја продава таа храна евидентно, нели? Со поминат рок. Да. Каква е неговата одговорност? И од кого се бара? Значи овде зборувавме за храна која што се уште не е рокот поминат, нели? Така рековте, но е на предистек. Значи тој не прави ништо што не е дозволено. Незаконско. Добро, еве го преминуваме тој праг. Ако го преминуваме тој праг, тогаш казните се големи, се казнува се, значи
фактички дури потрошувачите кои ги чуваат сметките може да се зема друг производ да го вратат тој производ. Самиот дистрибутер, односно трговец ќе биде казнет за пласирање на таква храна која е со поминат рок. Од друга страна пак она што можеби никој не би сакал да го купи, како што искоментираше колешката Атовска, доколку нели 2 тегли мајонез се на 2 дена пред истекување на рокот, тие завршуваат во ѓубре, а вие се залагавте да одат во хуманитарни цели. Меѓутоа тоа беше пред извесен период и оваа акција би сакале повторно, претпоставам, да ја актуализирате заедно со Стопанската комора како претходниот пат. Нешто повеќе околу ова и еве како вие гледате на овој проблем за кој што досега говорев. Значи, Ајде Македонија предводи цела коалиција на организации кои што поднесаа една цела легислативна постапка за да се изменат одредени закони или да се донесе целосно нов закон за донирање на оваа вишо храна што видиме, а таа влегува значи храна која што е пред истекот на рокот или трговците ја повлекуваат од употреба. Понатаму оваа легислатива се уште во постапка, имавме работни групи со институциите, средби со председателот на владата, во собрание, расправа на комисија и така натаму, значи тоа е во постапка и искрено се надеваме дека наредна година ова конечно ќе се донесе и ќе се поттикне донирањето на вишокот храна во Македонија. Од друга страна, ние заедно со повеќе од 20 организации и поддршка на швајцарската амбасада во Македонија направивме систем за донирање на вишокот храна, кој што го крстивме Сити, а моментално делува на територија на Скопје и успеа само за помалку од 3 нешто месеци да спаси повеќе од 12 тони вишок на храна, која што е од одлично потекло. Организациите и корисниците се презадоволни, тоа се илјадници оброци и свеста веќе се подигнува на трговците, бидејќи верувајте претходно и немаа на кого да му ја дадат и да сака нема каде да се обратат. Веќе свеста се менува, дел сватија дека овие да кажеме до некаде подметнување, се до некаде подметнување. Точно треба да го сватиме дека не дискутираме за квалитетот, туку за тој начин на подметнување на храната кога би можела да заврши на многу похуман начин. Тие го гледа, со дел од нив сум правел муабет, зошто не донирате, зошто го ставате со други продукти. Дел го прават, верувајте, мислат дека тоа од позитивен аспект ги наградуваат нивните потрошувачи, дека им даваат со уште еден производ дека им даваат повеќе, теме како една награда, но ова е факт дека и затоа ги менуваат практиките бидејќи добиваат негативен одговор и реакција од граѓаните. Дел од дистрибутерите и трговците со храна дури веќе почнаа порано да ги повлекуваат производите се со цел за да ни дадат нас можност време за да ја разделиме храната, што навистина е една прекрасна практика и тоа е ова е еден процес на подигнување на свеста, мора да кажеме. Така на компликација да настанува токму поради или евентуално затрујување од храна и избегнување на одговорност во тој дел околу таа законска рамка, што вие предлагате да се направи и какви измени очекувате да се донесат? За сега системот функционира според постоечката регулатива во однос на сите делови во рокот и така натаму. Одговорноста моментално е на самите трговци и бизниси така натаму, на правните ентитети. Тоа што има покажано како добра практика во САД или во Италија е дека некогаш е добро таа одговорност да се пренесе на лицата кои што ја превземаат таа храна, значи на нивна лична одговорност, се со цел да се избегнат други компликации, некогаш од злоупотреби така натаму и манипулации и да се стават донаторите во храна во подобра позиција. Ние моментално тоа што го бараме се други работи од институциите кои што треба да го поттикнат донирањето во делот на даночната политика и така натаму. Искрено мислиме дека ако легислативата ја средиме во наредниот период и се разбира овие напори што ги има сега моментално Министерството за труд и социјална политика заедно со Фондот за иновации, се надеваме дека со нивна поддршка ќе може сити од систем кој што моментално пилотира во Скопје да прерасне во национален систем за донирање на храна, кој што буквално ќе обезбедува, нашата цел е да се обезбедува храна за повеќе од 26.000 граѓани по 3 оброка дневно, што ќе спаси многу храна. Кажа 12 тони храна. Да. 12 тони храна е каква цифра за колкав период, од колку маркети
За колку време собрана? Значи моментално како што се развива системот, значи тоа е собрано од најголемите производители на храна. Имаме преговори дел со дел од најголемите супермаркети да влезат во системот, бидејќи вие кога купувате производ во самиот супермаркет, за дел од нив има одговорност самиот супермаркет, за дел тие што го пласираат тој производ во фирма на или производители или представници или дистрибутери на тој производ, така што ние опфаќаме различни категории. Ги опфаќаме најголемите како што расте системот, така што овие 12.000 кила е пред храна прекрасна, значи збориме од млеко, од ориз, од бадеми, Те може во студиово да се исполни со таа количина, предпоставам, бидејќи станува збор за тоа се шлепери храна. Господја Лончар, имало ли, бидејќи долго време сте начело на оваа асоциација за заштита на потрошувачите во Македонија, која сега не знам дали за среќа или не е единствена од таков вид во Македонија, велам за среќа или не, бидејќи сметам дека можеби треба да ги има и повеќе и повторно да е потрошувачот на прво место, а да опфаќа различни области и така натаму. Ме интересира бидејќи кажавте дека ако се најде таков производ на полица со нели она што видливо поминат рок, а велите дека тогаш велам дека не треба да се најде. Да, дека продавачот, односно маркетот или кој кој што е во својство на продавач, во тој случај ќе добие сериозна казна. Дали вашето долгогодишно искуство на занимавање со потрошувачите како такви или за тоа што е пазар кај нас ви кажува дека такво нешто се има случајно и колкава е казната? Видете, казните се различни, може да биде и мислам во зависност од тоа колку кафе прекршокот ја одмеруваат сепак инспекторатот и мислам дека тука се прекршачна санкција тоа че се изрекува и сега може да се деси ако има одредени тровања или слично да се тоа прошири на дури затварање на објекти кај што се нели ресторани и сладкарници така натаму се случувало. Сепак не во сладкарница е малку потешко бидејќи нели го јадеме тоа во сладкаран. Дали таму не треба да биде означено? Да, треба да биде означено тоа. Но за овие производи каде што велим има видлива дата со рок на траење. Видете, ние можеме да констатираме дека се помалку и помалку, пошто се казните поригорозни и контролата исто така е важна, заради тоа што самите производители во поглед на квалитетот и во поглед на безбедноста на храната одговараат тие. Затоа што тие треба да ги воведат стандардите за безбедност на храната и кога ќе дојде инспекторатот да проверува, прави чеклиста има, проверува сето тоа, не навлегувам во нивната работа, меѓутоа утврдува дека храната е безбедна, храната се продава, нели оди во супермаркетите, стасува до потрошувачот. Ако самиот трговец не ги одвојува тие што се со поминат рок, а веќе има договор со дистрибутерот дека може да му ги врати, тој дистрибутер треба веќе да знае со колку месеци наназад колку храна таква му се враќа и му останува и веќе да направи пресметка на кој начин таа храна треба да ја донира. Едноставно да бидат похумани и порасположени да соработуваат со вас, што е одлична идеја, а да не ве ставаат пак вас во ситуација да вие бидете одговорни утре за не да боже некакви тровања и слично, ти нема законска подлога. Треба да си направите подлога за делувањето, одлична идеја, хумана, и ние уште веднаш ви се јавивме да поддржиме тоа што вие го правите. Тоа сакав и да ве прашам, гледате ли простор за поголема соработка во легислативниот дел и измените кои? Сакаме да помогнеме, затоа што и ние излегувавме исто кажувавме за колку тоа храна се фрла, фактички да нахрани еден град колку што е нели Кочани, отприлика сега толку можеме да спасите, да речеме, да спасиме условно речено. Тука гледам една незаинтересираност на јавноста. Сакајќи да помогнеме и ние сите. Првенствено барам заинтересираност на локалните власти, на општините каде што функционираат фирмите. Јас секогаш викам, секој градоначалник треба да го разбудиш да знае колку сиромашни семејства има во својата општина. Значи тој е тој татко на општината и кога тоа ние ќе го постигнеме, да знаеме во една зграда кај што ние живееме, тоа се мали населби, села, колку имаме ние сиромашни луѓе тука, значи да не се срамат од тоа, едноставно секој може во таква ситуација да дојде. Сега се наоѓа во домен на средна класа, утре ќе се најде во домен или на социјален случај. И затоа ние треба похумани да станеме, кај нас хуманоста се изгуби. Од разноразни теми дискутирајќи, ние не го гледаме она што е најхумано. Секој градоначалник треба вашата активност, еве ние да помогнеме да ја смета како хумана, ама да во таа хуманост се да внимаваме некој да не одговара за труење. Секако тој што ја дистрибуира таа храна за ранливите семејства, исто така треба да внимава, меѓутоа и тој кој што ја прима храната, ама и тој кој што е последниот корисник. Тој исто така треба да има одредена да потпише, да види дека примил таква и таква храна, а не да ја консумира, да му се каже на кој начин да консумира. А кажете ми во маркетите кој го контролира ова?
вработените, така, или имаат посебни контролни служби, затоа што казните им се високи, не се баш многу расположени да пласираат. Знаеме кога е изречена последната таква казна? Не би можела, заради тоа што јас не сум во Агенција за храна, они си имаат си водат статистика. Не, вела можеби По наше барање по акција на потрошувач ние ги упатуваме, они имаат одлични податоци, има одделение за заштита на потрошувачи, се водат секоја пријава на потрошувач на овој број, мора и да не ви се јави никој, се снима. Значи они го прифаќаат, одат и се јавуваат кај потрошувачите. Кај тој што бил оштетен. Тој може да го врати производот, или го купил оштетен, или дошол дома, видел дека се помина труп, го враќа назад. И тоа е добро да го врати, да не го мрзи, ако се работи, да речеме, за некој многу ефтин производ, заради тоа што во тој момент самиот трговец прави анализа и го повикува дистрибутерот да му ги врати производите. Тој се обештетува зашто има договор со него. Не секогаш станува збор за подметнување, туку за всушност и грешка. Би рекла и тоа. Она што го спомна господјата Лончар околу соработката со локалните власти, колку тие се волни да соработуваат со вас од општините на градот Скопје и дали можеби евентуално само помагаат во статистиката каде се наоѓаат овие луѓе кои што имаат најголема потреба од храна и слично? Да, и влаше само побрзо при крај сме вести. Да, значи граѓанските организации кои што се дел од мрежата сите соработуваат со општините, а тоа што е позитивно што веќе почнавме да добиваме повици и веќе имаме средби со градоначалници низ Македонија кои што сакаат овој систем за донирање да се прошири низ Македонија и толку многу така доблесно сакаат да го поддржат и ова за да биде одржливо, така што јас навистина верувам дека во иднина ќе направиме едно силно поврзување помеѓу бизнис секторот, локалната самоуправа, националните власти и граѓанскиот сектор и заедно да помогнеме на илјадници наши граѓани, токму со еден ресурс кој што веќе го имаме, тука едноставно не знаеме да се организираме и го фрламе. Затоа Македонија во регионот е лидер по фрлена храна, со малку, можда не е малку сега, сериозна иницијатива, тоа може да го надминеме и да, како што самиот кажа, да бидеме порационални. Многу семејства. Јас мислам дека ние нема да завршиме со нашата сторија само на ова. Ќе продолжиме и понатаму, бидејќи сметаме дека такви производи во маркетите има. Тоа се покажа уште денес со добиените фотографии, но се надевам дека тоа нема биде причина повторно ве викнеме, ќе ве викнеме за убави теми, а ова нашата ќе разработиме и со останатите евентуално за резултатите од акцијата која што се надевам ќе се прошири. Така. Влеговме во вести, ви благодарам уште еднаш. Колега Баневски, со задоволство и верувам на колешката Елена Джугуманова. Добар ден. Добар ден, поздрав и од мене од овој дел. Добре, морам да признам дека со задоволство и со внимание ве слушав, бидејќи станува збор за тема која што не засега сите и особено интересна и значајна. Па добро, ти со оглед на тоа колку време си на диета, овакви готови производи не конзумираш многу, така да што е тука. Добри дојде на работа, ќе се дружиме до 22 часот заедно со тебе, 18 часот е термин за твојот прв дневник или први вести денеска. Па повели. Да, ова ќе бидат првите вести со мене денеска во 18 часот.